Ние сме како македонисти тука секојаш да бидеме и повикани сме да бидеме на браникот на македонистиката, односно македонскиот јазик, литература и култура. Диалектите на македонскиот јазик се простираат и надвор од територијата на денешната држава Македонија, и на исток, и на југозапад, и воопшто на југ. И тоа е елементарно неточно и тоа може да биде понатаму употребено и злоупотребено политички, веројатно. Не верувам дека може правно или научно, бидејќи тоа е научно тотална неточност. И тоа славистиката одамна го има утврдено и тоа го има препознаено и преку, не знам, пунктовите во општословенскиот лингвистички атлас, каде што имате македонски јазик кој се простира по точки и на јужната територија, тоа што е денешна Грција, и на источната, тоа што е денешна Бугарија. Неточно и тврдењето дека македонскиот јазик бил признаен на конференцијата на Обединетите нации за која што се реферира во 77. Тоа е конференција која што е тесно специјалистичка и се однесува на транскрипцијата на македонските топоними од кирилица на латиница. Ама и пред таа конференција македонскиот јазик е факт воопшто во меѓународни рамки. Не можеме да говориме за признавање или непризнавање на јазик како некаков чин кој што се темели на одредена конференција. Македонскиот јазик постои и пред таа конференција. Тоа го бараме заради односот кон науката и преку тој односот кон јазикот, литературата и културата, односно односот кон научната вистина и научниот факт. И заради стравувањето што кога не се зема предвид научната вистина и научниот факт, може да ни се случи како последица. Ако е вистина дека овие изјави немаат никакви правни консеквенции, тогаш нема да има во процесот на пристапување правни консеквенции. Но во однос на научните факти што се внатре, ние имаме сериозни консеквенции по науката и по фактите, такви какви што се, бидејќи овде има низа неточности. Така што јас верувам дека политички, неправно, тоа ќе биде искористено од бугарска страна, сигурно.